Здраво, добре дојавте во шестата епизода од Македонскиот христијански подкаст. Денеска ќе зборуваме на темата Божите ветувања. Една тема која е важна за секој верник, секој оној што верува во Господ Исус Христос. Нешто што Бог го ветува, тоа и го исполнува, и затоа сакаме да се занимаваме со Божите ветувања, односно што ветил Бог и оно што го исполнил, а што го исполнува и ден денес за секој оној што верува во него. Така да на почеток, како вовет, сакам да прочитам оно што го најдов во врска со зборот ветување, односно според македонскиот речник, кое значење го има самиот збор. Оно што го најдов како некоја дефиниција на самиот збор е тоа што ветување значи да се даде збор, да се задолжи, значи да се задолжиме дека ќе исполниме нешто, да дајме збор, народски кажано, да се даде завет, да се заветува некого или нешто. Заветот во очите на Бог е нешто многу сериозно. Нели знаеме дека Светото писмо се состои од два завети, нели Стариот завет и Новиот завет, и тоа заветување е нешто што е многу сериозно и многу интересно што во Стариот завет Бог склучи завет или како договор или како сојуз може да го наречеме со израелскиот народ. Тие беа избраниот народ, Бог преку Мојсей ги даде 10 Божи заповеди и тие склучија еден завет, еден договор, еден сојуз со Бог. А денеска, во времето на Новиот завет во кој ние сме, ние преку Исус Христос имаме завет со Бог, односно Бог склучува завет со секој еден кој верува во Исус Христос. Преку неговата крв ние имаме завет, ветување од Бог дека ни е простено преку Исус Христос и дека имаме вечен живот. Тоа е заветот кој е склучен помеѓу секој што верува во Исус Христос и Бог. Интересно. И нешто што Исус го дава како совет во врска со заколнувањето, односно совет до оние што веруваат во него, дали ние како луѓе сме способни да го испорачаме оно што го ветуваме. И тука Исус дава еден совет за тоа. Во Евангелието според Матеј, 5 глава од 33 до 37 стих, ќе прочитаме. Таму пишува: Уште сте чуле дека им било речено на старите: не нарушувај клетвата, односно за клетвата, а исполнувај ги пред Господа своите клетви, односно за клетвите. А јас ви велам, не колнете се никако, ниту во небото, зашто е Божи престол, ниту во земјата, зашто е подножје на неговите нозе, ниту во Ерусалим, зашто е град на великиот цар, не ќе се колниш ни во својата глава, зашто не можеш ниедно влакно да го направиш бело или црно. Туку вашиот збор да биде да, не, не. Што е повеќе од тоа, од лукавиот е. Многу јасен совет ни дава Господ Исус Христос во врска со заколнувањето, односно заветувањето. Тоа е нешто пред Бог сериозно и советот на Исус е ние да не се заколнуваме во ништо. Ниту во небото, ниту во земјата, ниту во нашата глава, вика. Бидејќи не можеме ни едно влакно да го направиме ни бело, ни црно. Тоа е нешто сериозно и советот од Исус е нашето да биде на вистина да и нашето не да биде на вистина не. Зошто е нешто заветот сериозно пред Бог? Бидејќи Бог го исполнува тоа и тоа што го кажува, тој го гледа тоа сериозно. А исто и ние тоа што го кажуваме пред Бог е нешто сериозно и тој сериозно го сваќа. Ние како луѓе често знаеме да се заветуваме и да не го исполниме оно што сме го заветиле. Тука треба да внимаваме.
И знајки не Господ Исус Христос какви сме, дека не можеме да го исполниме, немаме таа сила да го исполниме тоа што сме го кажале, тој ни дава совет да не се заветуваме, односно да не се заколнуваме воопшто, туку едноставно да биде нашето да на вистина да и нашето не на вистина не. Многу практични совети и нешто што многу може да ни помогне во животот и на вистина да знаеме што бараме, односно да даваме конкретен одговор на прашањата. Со да и не. И ништо повеќе од тоа. Што е повеќе од тоа? Од лукавиот. Никола, сакам да те прашам во врска со темата, што мислиш ти за Божите ветувања и кое ветување за тебе е најважно? Има многу ветувања, Божи ветувања што секако се важни, но има нешто што според тебе така, што тебе лично многу ти значи од тие ветувања. Да, што надминува. Да. Општо прашање, добро општо, многу општо прашање кое пред си би рекол ова тема знаеме дека сите знаеме да си се заветиме, си заколниме во нешто и знаеме да дајме збор, што би рекли, што би спомнали народски, после тоа да го прекршиме, односно да не си стоиме. Тоа што сме го рекли, односно нашиот збор со други зборови нема некава вредност после тоа, не само туку после неколку константни неисполнувања на тоа што сме го ветиле, за жал нашиот збор нема некоја вредност. Но кај Господ Исус е друга работата, баш скроз обратно. И тој е единствена личност која ќе вети нешто, без разлика на колку големо е во нашите очи или во неговите очи, ако и колку е големо тоа ветување и колку е долго, факт е дека тој го исполнува, тој си стои на тоа што го кажува и дека автоматски кога ќе го видиме тоа, гледајќи го тоа дека случајот кај Господ е таков, дека тој за разлика од нашето ветување, за разлика од нашето размислување и начин на правење и извршување на работите, тој е единствен кој е веродостоен да му се довериме целосно и да кажеме дека и навистина тоа што го вети Господ го исполна. Или работите што ми ги вети, ми ги даде, ми ги исполна односно. На лична база, на лично ниво, за мене, заветувањето е, конкретно ветување е оно ветување кое уште повеќе на некој начин ти ја засврстува верата, на некој начин ти ја потврдува верата. Ти кажува дека навистина она што го прави, што го веруваш, како што во претходната епизода кажавме споредбата, претходните епизоди за религијата и за верата, дека она што го веруваме ние е вера, нешто што се доверуваме и нешто што не ни треба 100% доказ, не ни треба да земиме да го ставиме нештото во лабораторија, да го експериментираме, да видиме дека е 100% така и после тоа да ме веруваме, туку напротив да ни е самоветено, како Господ што ни прави со неговите ветувања да е ветено, да трае подолго време, посебно со нашата нестрпливост и знае да бидеме нетрпеливи, да мислиме дека воопшто Господ нема да си стои на тоа што го ветил. Гледам дека јас лично за ветувањето за вечниот живот, односно за верата во него, ако веруваме во него, во тоа што тој го направи на крстот, дека ги зеде врз себе нашите гревови како откуп и дека воскресна на беше погребан и воскресна на третиот ден и дека тоа, ако веруваме, ќе ни даде вечен живот, не го видовме тоа како пред нашите очи не 100%, не го видовме да го, како што спомна, во лабораторија да го ставиме ние лично да видиме дали тоа беше така како што е пред скоро 2000 години, смртта и воскресението на Христос, тоа зборувам сепак го веруваме. Бидејќи Господ ветил, ако веруваме во тоа, за резултат на таа наша вера тој ќе ни даде вечен живот.
И во врска со тоа ќе сакам да прочитам еден стих, односно два, од послание до Римјаните, 10 глава, од 9 до 11 стих, кој таму вели: зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение. Зашто писмото вели: секој кој верува во него нема да се засрами. Значи овде на некој начин не само што имаме, ако го веруваме во тоа дека ќе имаме ветување на спасение и вечен живот, туку секој кој верува во него вели дека нема да се засрами. Во овие два стига како на некој начин две ветувања имаме. Арно, ама човек некоја личност кој се загледа во овие стихови или во стиховите што допрва ќе ги прочитаме, на пример Димитар ќе ги прочита допрва, на лично сега јас лично прв пат тоа кога го прочитав прв пат со овие стихови кој се соочив, искрено ми беше тешко да го верувам тоа, ради тоа што луѓе како луѓе сите си бараме 100% да биде веродостоен. Да, не знам, ова само Господ го кажува, ова го ветува, јас не можам да го видам едноставно вечен живот и живот после смрт, после овој свет. Јас само можам да верувам во тоа, сите можеме само да веруваме, а да видиме, пример, како Исус Христос што направи, да ојде односно ојде после неговата смрт, ојде се врати ја победи смртта, се врати од смртта, што би рекли некој, ојде на небото и се врати од таму, или кој може да го каже тоа за вечен живот или живот после смртта, кој му ојдено па да кажи, само Исус тоа знае, дека тоа што го кажал со толку веродостени знаци, со толку јаки ветувања и зборови, силни, мокни, само тој тоа го направил и нас ни останува само да го веруваме тоа. И затоа поради тие причини што не можеме лабораториски на некој начин да се изразам 100% со наши размислувања, со нашиот мозок и начин на размислување, да го докажеме и ни треба вера, за мене лично е тоа ветување најзначајно и најако кое најсилен резултат извело, најсилен импакт имало кај мене и ме променило, ми уштено на некој начин уштена дефиниција и утврдување ми дало што значи верата, дека тоа што ние се подпираме, односно на тоа што ние даваме, ја ставаме нашата надеж пред Господ Исус Христос, е чиста вера. Не треба да е нешто религиозно или не треба нешто да се базира врз некакви 100% знаци, туку едноставно треба да веруваме, иако според нас, според нашите овие способности што ги имаме и размислувања, не е според нас 100% докажено, туку едноставно можеме да го веруваме. Арно, ама исто така, ако сака некој да најди пример за воскресението, заради тоа што од сите докази до сегаш имало во историјата, историски личности, историски настани за воскресението на Исус Христос, најповеќе докази има за тоа. Значи, од сите работи посветимане нека не може да најдите, но треба само понатаму барање и молење од Господ и барање, односно правење на споредби и длабоко влегување во ти работи, така да тоа би било што би го кажал за лично ветување и за општо ветување, што мислам. Да, фала Никола. И за ова последното што го кажа, баш скоро правев муавет со еден пријател и дојдовме до заклучок дека Бог не створил роботи. Што значи тоа? Некој атеист ќе каже, јас кој ќе го видам Исус да ми се објави мене лично, директно, пред мене овде да дојде и рече јас сум Исус, верувај во мене, тогаш може би ќе верувам. И сега тука е моментот дека има еден стих во Библијата што вели созданието сведочи дека има создател. Значи, се што е создадено, да ги видиме, птиците, растенијата, животните,
звездите, сонцето, самите ние луѓето се видиме, да истражиме малце, ќе видиме дека постои живот, постојат многу сложени работи кои ни укажуваат дека зад сето ова создание постои создател. Создател кој интелигентно го создал нештото. Значи, се има своја причина, своја смисла тука, се функционира во синхронизација од кислород, од водород, од вода, од сонце, од растенија, јаглеродиоксид, има процеси во природата. Значи, тоа е еден екосистем кој е многу сложен. И тој, научно да кажано, не може да стане случајно. И како што кажа Никола, ако сме реални и бараме докази, Бог ќе ни ги открие тие. Но, Бог бара чекор на вера. Да. Затоа Бог не создаде роботи, кои, да, јас мора да верувам, не можем да не верувам. Но затоа дозволува ние да одлучиме дали ќе веруваме во Него, каде што има докази, или нема да веруваме во Него. Ќе барам изговори. Како еден од изговорите, ништо создаде се. Драги гледачи, ништото е ништо и ништо не може да создаде се. Така да, тоа не е за да се исмејуваме, но тоа е една реалност во која што се наоѓаат некои луѓе и тврдат дека од ништо настана се. Нив му треба, како што кажав и претходно, поголема вера за да докажат дека од ништо, Точно. од ништо настана се. Така да, едноставно погледнете околу вас и ќе сватите дека постои Бог. Самото создание вика, постои создател. Тоа беше интересно нешто што ме иницира и што сакав да го споделам. Сега ќе преминиме на ветување кое Бог му го даде на Авраам. Тоа ќе го најдеме уште во првата книга во Светото Писмо, во книгата Битие или Создавање. Во 18-тата глава од таа книга е прва Мојсеева книга исто така. Во 18-та глава од Битие, од 1 до 15 стих ќе прочитаме за она што Господ му го вети на Авраам. Потоа Господ му се јави кај Дабот Мамра, додека седеше пред влезот на својот шатор. Во дневната жега, кога ги подигна очите, забележа тројца мажи како стојат недалеку од него. Штом ги здогледа, се стрча од влезот на шаторот за да ги пресретне. Им се поклони до земја и рече: Господи мој, ако најдов милост во Твоите очи, не одминувај го својот слуга. Нека донесат малку вода и ги измијат вашите нозе. И одморете се под дрвово, ќе донесам малку леп да ги подкрепите своите срца. Пред да заминете натаму, зашто навративте при свој слуга. Тие одговорија: Добро, стори како што рече. Авраам побрза во својот шатор при Сара и рече: Бргу, 3 мери чисто брашно, замеси го и испечи погачи. Тогаш Авраам отрча кај добитокот, фати младо изгоено теле и му го даде на момокот да го сготви на брзина. После зеде маст, млеко, изготвено теле и ги стави пред нив, а самиот стоеше пред нив додека јадеа. Каде е жената ти, Сара? Го праша. А тој одговори: Е неа во шаторот. Тогаш еден од нив рече: Јас пак ќе се вратам при тебе до година во ова време, а твојата жена Сара ќе има син. Зад него, на влезот на шаторот, Сара послушнуваше, а Авраам и Сара беа остарени во напредната возраст. На Сара и прекрати во обичајното кај жените. Затоа Сара се насмеа во себе си и си рече:
Откако овенав, сега ли ги ја испитам радоста? Освен тоа, и мојот господар е стар. Тогаш Господ го праша Авраама: зошто се насмеа Сара? Велејки: како ќе родам јас кога сум стара? Има ли нешто невозможно за Господа? Ќе се вратам кај тебе откако ќе помине времето на бременоста. Сара ќе има син. Тогаш Сара одрече велејки: не се смеев. Дека се исплаши, но тој рече: да, ти се смееше. Интересно во која ситуација се наоѓа Авраам, нели? Господ го посетува и Господ му дава ветување дека тој ќе има син од Сара, а кај Сара беше прекинато она што е природното кај жените, и тие веќе двајцата беа во напредна возраст, и Господ му рече: она што е невозможно за човекот, возможно е за Бог. Така и со Божите ветувања. Ние тие ветувања не можеме да ги оствариме, но Бог она што го ветил може да го оствари. И сега ќе прочитаме како тоа ветување се исполни. Понатаму читаме во книгата Битие, 21 глава, од 1 до 7 стих ќе прочитаме. Господ се сети за Сара, како што рече, и стори за неа како што вети. Сара зачна и му роди на Авраама син, во неговата старост, во времето што Бог го означи. Авраам му даде име Исак на синот што му го роди Сара. И по 8 дни Авраама го обреза својот син Исак, како што Бог му нареди. А Авраам беше 100 години кога му се роди синот Исак. Сара рече: Бог ме направи за подсмев и секој што ќе го чуе ова ќе ми се насмее. Уште додаде: кој би му рекол некогаш на Авраама: Сара ќе ти храни дете. Сепак му родив син во старост. Интересно, ветувањето се исполни. И реакцијата тука на Сара ја гледаме. Кој би му рекол некогаш на Авраама: Сара ќе ти храни дете? Сепак му родив син во старост. Многу интересна ситуација. Но тоа Бог го направи. Бог го вети и Бог го направи. И сега ќе видиме што уште се случи со Авраам и со синот кој го роди Сара, со Исак. Ќе видиме во Битие 22 глава од 1 до 18 стих што Бог побара од Авраам. Тоа ќе го прочитаме, значи, во 22 глава на Битие од 1 до 18 стих. По тие настани Бог го стави на проверка Авраама. Го повика: Аврааме. Тој одговори: еве ме. Бог продолжи: земи го својот син, својот единец Исак, кого го љубиш, и отоди во местноста Морија и принеси го таму како жртва паленица на ридот што ќе ти го покажам. Утрото Авраам стана рано, му стави Самар на ослето и ги поведе со себе двајцата своји слуги и сина си Исак. Откако пред тоа нацепи дрва за жртвата паленица и се запати кон местото што Бог му го означи. На третиот ден Авраам ги подигна очите и го виде местото оддалеку. Тогаш Авраам им рече на слугите: вие останете тука покрај ослето, а јас и детето ќе одиме горе да се поклониме, па ќе се вратиме при вас. Авраам ги зеде дрвата за жртвата паленица, ги натовари на сина си Исак, а во својата рака зеде оган за подпалување и нож. Така тргнаа двајцата заедно. Тогаш Исак му рече на татка си, Авраама: татко, еве ме, сине, се јави тој. Еве го огнот и дрвата, пак рече синот. Но каде е јагнето за жртва паленица? Бог самиот ќе си предвиди за јагнето за жртвата паленица, сине мој, одговори Авраам.
и го продолжија патот. Стигнаа до местото за кое зборуваше Бог. Тогаш Авраам подигна жртвеник, ги нареди дрвата, го врза својот син Исак и го положи над цепениците на жртвеникот. Сега Авраам ја испружи раката и го зеде ножот, за да го заколе сина си. Но Господов ангел од небото го повика и рече: Аврааме, Аврааме! Еве ме, одговори тој. Не ја спуштај раката врз детето, рече. Ниту му прави нешто. Еве сега, знам дека се боиш од Бога. Зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец? Ги подигна Авраам очите и виде и ете, зад него овен сплеткан со роговите во грмушка. Авраам отиде, го зеде овенот и го принесе во жртва сепаленица место сина си. Авраам му даде име на тоа место Јахве Ире. Затоа се вели денес на гората на Господовото промислување. Господовиот ангел го повика Авраама од небото по втор пат и рече: Се заколнувам сам со себе си. Господ вели: бидејќи го направи тоа и не го задржа од мене својот син единец, ќе го излеам својот благослов на тебе и ќе го направам твоето потомство многу бројно како звездите на небото и песокот на морскиот брег. А твоите потомци ќе ги освојуваат вратите на своите непријатели. Бидејќи ја послуша мојата заповед, сите народи на земјата ќе бидат благословени преку твоето потомство. Тука гледаме за послушноста на Авраам и уште едно ветување кое Бог му го даде на Авраам откако го провери, односно го испита Авраам. Бог му вети дека ќе го излее својот благослов на него и ќе го направи неговото потомство многу бројно, како звезди на небото и песокот на морскиот брег. И сите народи на земјата ќе бидат благословени преку неговото потомство. Преку неговото потомство доаѓа и Исус Христос. Тоа ќе го зборуваме наредно, односно Никола ќе го опфати нешто поврзано повеќе со тоа, со ветувањата на Месијата, за Месијата. Овде исто така во 22 стих се гледа и она што како една предслика за она што ќе се случи во Новиот Завет. Гледаме дека има татко и син. И таткото треба да го жртвува својот син. Но овде, во Стариот Завет, не се случи. Исак не беше жртвуван, но Господ обезбеди друга жртва. Овенот кој беше во грмушките. Во Новиот Завет, Бог таткото го испраќа својот син како жртва за гревовите на сите луѓе. Таа е една паралела, една слика која може да ја видиме во ова глава, односно во 22 глава во текстот кој го читавме. Значи Бог го жртвува својот син за секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Неговите гревови да бидат простени преку таа жртва која ја направи Исус Христос. Таа жртва беше Господ Исус Христос, Божиот син. Тоа многу силно ме допре кога го читав овој текст и кога размислував за таа паралела, односно што е поврзаноста помеѓу оваа случка и случката во Новиот Завет. Никола, нешто поврзано со ветувањата за Месијата, Исус Христос и за спасението и вечниот живот. Да, нормално. Ке споделам пред да споделам сакам врска со тоа што ти сега што го читаше да ме поттикна да кажам за Исак со Авраам, да додам, односно дека тоа што кога ќе споредиме со Новиот Завет и тоа што се случи таму, нели
Аврам го донесе, бидејќи така му рече Господ, му го донесе на Господ како жртва Исак, неговиот син. Тука споредиме се со Новиот Завет, тоа сме ние требаше да бидеме, за секој да се плати за својот грев. Арно, ама тој овен што беше заглавен со ноговите во таа гармучка за замена на Исак, беше сликата со тоа што ние, таа жртва каде што требаше ние да бидеме, Исус беше тој овен во стари ова случка што Димитар ја читаше во врска со Исак, и тој е вен на местото на тој што заслужуваше, односно ние што заслужувавме да видиме за својот грев казнети, односно казнети на смрт. Арнома Исус Христос ја зеде таа казна врз себе и сите гревови како откуп ги зеде на себе, врз себе, на целиот свет гревовите, сите беззаконија. Тоа уште нешто беше сакав да го кажам во врска со тоа што го читаше Димитар, а врска со раѓањето на Христос и ветувањето пред се за него, за неговото раѓање и за вечниот живот за секој еден кој ќе верува во него, односно за самото Евангелие, дека тоа е радосната вест, дека пред се Христос умре на крстот за нашите гревови, или за тие луѓе кои беа со Исус. Радосната вест во реченицата така гласеше: Исус Христос ке умри за вас, дур беше жив на земјата и шодеше со ни во времето на кој беше Бог во тело, дојден, односно Исус Христос. И во врска со раѓањето негови како беше предскажано, сакам да прочитам прво од книгата на пророкот Исаија, 9 глава, уште во Стариот Завет, 6 стих и 7, односно 2 стихови, кои го предскажуваат неговото раѓање и нешто за неговата власт, како ќе биде. Таму вели: зашто ни се роди дете, син ни се даде, власта му е на рамото, името ќе му биде чудесен советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. Неговата власт ќе се шири надалеку и не ќе има крај на мирот над Давидовиот престол. Над неговото царство ќе го зацврсти, ќе го утврди во правина и во праведност. Од сега и довека ќе го направи тоа приврзаната љубов на Господа над воинствата. Чуде читаме дека вели зашто ни се роди син, значи дете, син ни се даде, власта му на рамото, името ќе му биде ли тоа, ова знаеме дека кажува за Исус, дека ќе се роди син. Ќе го прочитаме тие стихови во Новиот Завет, уште наши ги помениме. Вели името ќе му биде чудесен советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. Значи овие сите имиња, едни од имињата се за Господ Исус Христос, дека што тој представува, што тој треба да представува за еден, да речеме за една личност, за еден човек кој не верува, што треба да представува Исус Христос. Бог, Господ Исус Христос, дека тој е чудесен советник, тој е силен Бог, тој е вечен татко, тој е кнез на мирот, принц на мирот, и дека неговата власт ќе се шири надалеку и дека нема да има крај на мирот над Давидовиот престол. Значи секој еден кој верува во Исус Христос нема да има крај на мир на таа личност. Дека тоа што го прави Христос, што го направи, дека ќе има нема да има крај, односно на мирот во секој еден кој верува, и дека неговата мотивација на Господ за да дојде во тело и да зачне преку девица пишува, вели дека тоа ќе го направи приврзаната љубов, вика, на Господа над воинствата. Дека тоа што го поттикна да го направи тоа, да го даде тоа ветување и понатаму ќе прочитаме, го исполна е неговата приврзана љубов према нас. Значи тој толку не возлюби што дојде во тело, ја напушти неговата слава на небото и се беше како обичен човек, се роди како дете, како сите што се наќаме нормално човечки, и беше распнат, умре како човек, погребан, ама и воскресна како Бог. Воскресна надприродно. И читаме овде дека тоа го направи приврзаната Божја љубов.
А што се зборува конкретно кога дојдеме до Новиот Завет и во врска со ова, со раѓањето на Исус Христос, односно, нели прочитавме во пророкот Исаја во Стариот Завет дека ќе се беше ветен, се вети раѓањето на Исус Христос. Овде гледаме дека Господ си стоеше на тоа, а ова што е пишано во Исаја е иначе 700 години пред Христос, значи 700 години пред Новиот Завет. 700 години е толку траеше предскажението за раѓањето, значи, на Исус Христос и за неговата слава, неговата власт. А тоа можеме да го најдеме, исполнувањето на тоа ветување можеме да го најдеме во Евангелие според Матеј, одма во првата глава, во 18 стих, и ќе прочитам надолу неколку стихови. Таму вели, а раѓањето на Исуса Христа стана вака. Кога неговата мајка Марија беше свршена за Јосиф, пред да се состанат, се најде забремената од Светиот Дух. А нејзиниот маж Јосиф, бидејќи беше праведен и не сакаше јавно да ја засрами, намисли да ја остави тајно. Но штом го намисли тоа, ете, Господов ангел му се јави на сон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја земеш Марија, својата жена, зашто зачнатото во неја е од Светиот Дух. Таа ќе роди син, и ти ќе му дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. И сето тоа стана за да се исполни она што Господ го рече преку пророкот кој вели. Значи, ова го читаме, исполнувањето го читаме буквално тоа што беше пред 700 години во пророкот Исаја напишано. 23 стих вели: ете, девица ќе зачне и ќе роди син, ќе го наречат Емануел, кој е преведено значи Бог со нас. А кога Јосиф се разбуди од сонот, направи како што му заповеда Господовиот ангел, ја зеде својата жена. И не ја позна додека таа не го роди нејзиниот син, првородениот, и тој го нарече Исус. Че тука можеме во овој стихови да прочитаме дека тоа што беше пред 700 години пред Христос, пред да се роди пред Новиот Завет, дека ќе се роди син, дека ќе биде тој на зачнат од Светиот Дух и дека ќе му даде името Исус, ќе го спаси својот народ од нивните гревови и ќе го наречат Емануел, кое значи Бог е со нас. Значи, уште едно имаме име тука од многото имиња кои Бог ги има, Господ Исус ги има, а тоа е Емануел, односно Бог е со нас. Значи, тука можеме да видиме дека Господ исполнува, значи, едно од најбитните ветувања што може да биде ветено и исполнето во историјата на човештвото, не само што беше значајно за сите нас, дека тоа многу значи дека значи спасени, значи пред се неговото раѓање, неговото страдање, неговиот живот, како пример на Господ Исус Христос за нас, секој ден што може да го гледа тоа, неговата смрт, што беше исто предскажана, неговото погребение, неговото воскресение, сите тие што беа според писмата предскажани. Не само што тие нивното значи дека тие би исполнети, туку колку време помина, колку време Господ планираше тоа да го исполни, колку неговиот план беше совршен, и кога видиме дека тоа беше всушност 700 години неговото ветување беше неговото ветување беше исполнето, нели, по 700 години, кога тој си стоеше после тие 700 години, сите тие поколенија и луѓе што поминаа негови слуги, негови пророци, што поминаа низ историјата, што имале различни ветувања и задачи од Господ, поминали после 700 години од тоа што го пишеше Исаја, конечно битно. Значи, Божјото ветување битно, некако ние што можеме да ветиме нешто и по некој ден тоа го забораваме, значи Господ тоа го памтеше и го памтеше 700 години и по 700 години преку неговиот прекрасен, совршен план, тоа тој го оствари. И тоа, кога ќе видиме што значи тоа за нас, дека пред се на надприроден начин, значи никако него преку на таков начин не се роди преку Светиот Дух, без да не биде мајката девица,
никој не се има досега во историјата на човечеството роден вака, бидејќи тој беше самиот Бог и беше предскачан 700 години, беше ветен. И интересно, пак тука ни се потврдува дека како што Господ може да вети, никој друг не може да вети. Не можеме да се споредуваме со нашите ветувања, можеме да ветување, можеме да исполнуваме, можеме да не исполнуваме, што почесто правиме, толку не, и можеме да видиме и споредиме колку Божиот план беше и е совршен за човечеството да се спаси, што вика тука, што пишува, тој ќе ги спаси, ќе го спаси својот народ од нивните гревови. Тоа беше така многу што ме допре и тие стихови што сакам да ги споделам врска со ова, што како Господ да споредиме плюс како Господ кога ќе вети нешто, колку многу долго го има, го памти, го исполнува, а и што значи за нас, дека тоа конкретно ова ветување што го читавме сега, што го спомнавме, едно од најважното, односно најважното ветување на Господ што за нас луѓето значи прошка на гревовите и вечен живот. Да. Фала, Никола, за споделувањето, баш интересно и ме поттикна да размислувам за еден стих кој вели за Господ еден ден е како 1000 години. И 1000 години како еден ден. Така да Божјото време со нашето време има разлика. Бог знае се и го знае точното време кога нешто треба да се случи. Но ветувањата ќе се исполнат. Не во време кога ние сакаме, туку во одреденото Божјо време. Како што спомна Никола, пред 700 години беше прорекувано за доаѓањето на Исус Христос, дека девица ќе зачне, ќе роди син, и тоа се случи после 700 години. Светиот Дух слезе врз Марија и таа зачна. Девица зачна. И роди син. Исус Христос. Бог дојде во тело. Тоа е едно големо ветување, кое се оствари и кое ден денес тоа ни значи живот. Дека Месијата дојде, Исус Христос дојде, умре на крстот за нашите гревови, беше погребан и воскресна на третиот ден. Тоа ветување се исполни и тоа е основата на христијанството, основата на христијанската вера. Сакам да прочитам, да поминиме низ некои ветувања кои ги дава Бог за сите оние кои веруваат во Него. Едно нешто што го ветува Бог и што не охрабрува е не плаши се. Многу често ќе го сретниме во Светото Писмо. Во Исаија, 41 глава, 10 стих, пишува: Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам, ќе те поддржам со мојата победоносна десница. Во книгата Исус Навин, 1 глава, 9 стих пишува: Биди силен и биди храбар, не бој се и не плаши се, зашто каде и да тргнеш со тебе е Господ твојот Бог. Друго нешто што ни го ветува Господ е дека нема да не остави сами. Во Второзаконие, 31 глава, 8 стих: И Господ ќе тргне самиот со тебе. Самиот ќе биде со тебе, нема да отстапи од тебе и нема да те остави. Не плаши се и не ужасувај се. Значи, Господ ќе биде со тебе. Тој ќе тргне со тебе. Нема да те остави сам. Иако ние може во наводници би рекол да се чувствуваме самени сами, но Господ е со нас. Господ е близу до нас. Секако до оние што веруваат. Дори до оние што не веруваат, Господ е тука. И се труди да им помогне да дојдат кај Него. Но одлуката е оставена на
ниво на индивидуа, односно самиот човек треба да одлучи да пристапи кон Бог. Бог е само една молитва оддалечен од било кого. Тој е се присутен. Исус ни ветува мир. Бог, Божиот Син, Исус Христос ни ветува мир. Во Евангелието според Јован, 14 глава, 27 стих, пишува: Ви оставам мир, ви го давам мојот мир. Не ви го давам како што го дава светот. Нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Секој оно што верува во Исус Христос го прима, го добива мирот кој ни го дава Господ Исус Христос. И тој мир не е како што го дава светот. Во Јован Евангелие 16 глава 33 стих пишува: Ова ви го реков, за да имате мир во мене. Имате неволја во светот, но бидете храбри. Јас го победив светот. Исус го победи светот и ние треба да имаме мир во него. Покрај тие неволји што ги имаме во светот, треба да знаеме да мојот Господар Исус Христос го победи светот. Јас имам мир во него. Исус исто така ни ветува и одмор. Во Евангелието според Матеј, 11 глава, од 28 до 29 стих пишува: Дојдете при мене, сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене. Зашто? Јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души. Значи, Исус Христос, Божиот Син, ќе ни даде одмор на нашите души. Што треба да направиме? Да одиме при Него. Тој не повикува: Дојдете при мене, сите кои сте се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Значи, ние треба да одиме кај Исус Христос и тој ќе ни даде одмор. И да го земеме неговиот јарем на себе и да се поучиме, да научиме од Него. Зашто? Исус е кроток и понизен по срце. И тогаш ние наистина ќе најдеме мир на своите души и одмор. Многу охрабрувачки, многу битно ветување. Оние што го веруваат, го имаат искусено. Тоа можам да го потврдам. Нешто исто така многу важно за секој што верува е тоа што Бог има план за нашиот живот. Нормално, ние треба да го молиме Бог да ни го открие неговиот план за нашиот живот. Често пати ние мислиме дека знаеме подобро од Бог во врска со нашиот живот. Но Бог знае многу подобро што е најдоброто за нас и затоа ние треба да молиме и да бараме она што Бог го има замислено за нашиот живот. Тоа е најдоброто за нас. Во пророкот, книгата од пророкот Еремија, 29 глава, 11 стих пишува: Зашто јас ги знам замислите, што сум ги смислил за вас, вели Господ. Замисли за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Значи, Господ ги знае замислите. Тој има замисли за нас, кои се за добро и кои ќе ни дадат иднина и надеж, а не за зло. Тоа е многу важно да се знае, дека Божите патишта се над нашите патишта и Божите мисли се над нашите мисли. Тоа го пишува исто така во Светото Писмо и затоа, бидејќи Бог има голема перспектива, гледа што ќе се случи во иднина, тој го знае најдоброто за нас. И затоа ние треба да му се довериме 100% на неговиот план, бидејќи тој план е совршен. Тој план Бог ќе го оствари во нашиот живот. Секако, доколку ние се препуштиме на тоа, односно
му се довериме и веруваме во неговиот план, неговата замисла за нашиот живот. Едно ветување сега, според мене, лично, она што јас сметам дека е едно од најголемите ветувања и најважните ветувања за секој што верува во Исус. Е тоа дека има вечен живот, дека ќе живее за секогаш. Тоа ветување е едно возвишено ветување, кое Бог го ветил. И сигурен сум дека ќе го исполни. Во Јован, Евангелие според Јован, 3 глава, 16 стих, пишува: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Многу јасно дека секој што верува во Божиот син, нема да загине, туку има вечен живот. Јасно е напишано. Многу јасно е напишано ветувањето кое Бог го кажува. Во Евангелие според Јован, 3 глава, 36 стих, пишува: Кој верува во Синот, има вечен живот, а кој не верува во Синот, нема да види живот, но гневот Божи ќе биде врз него. Кој верува во Синот, има вечен живот. Многу јасно е напишано, а за жал, кој не верува во Синот, нема да види живот, но Божиот гнев ќе биде врз него. Тоа е едно ветување кое го дава Господ за оние кои веруваат, а и го кажува она ветување, да речам, за оние што не веруваат. Во Евангелие според Јован, 6 глава, 47 стих, пишува: Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, има вечен живот. Ова го кажува Господ Исус Христос. Кој верува во Исус Христос, во Божиот син, има вечен живот. Многу јасно кажано. Бог ветува, Бог испорачува. Јован, Евангелие според Јован, 11 глава, 26 стих, пишува: И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Го веруваш ли тоа? Прашањето е и до гледачите. Го верувате ли ова? Што го кажува Исус? Дека секој што живее денеска и верува во Исус, нема да умре довека. Ветување и на крајот стихот завршува со прашање: го веруваш ли ова? Многу јасно кажано дека секој кој верува во Исус нема да умре довека. Во Евангелие според Јован, 11 глава, 25 стих, пишува: А Исус и рече: Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее. Тука јасно ни пишува дека телесната смрт не е крајот, дека Исус е воскресението и животот и кој верува во Исус и да умре ќе живее. Значи, телесната смрт е само еден премин од ова распадливото во нераспадливото, односно Господ ќе не воскресни со нови тела. Колку големи возвишени ветувања за вечен живот, за вечност. Евангелие според Јован, 5 глава, 24 стих, пишува: Вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме прати, има живот вечен. И нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Секој кој го слуша словото на Исус Христос и верува во оној кој го пратил Исус Христос, Бог Таткото, има живот вечен. И нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Ова се неколку стихови што јас ги одвоив, кои се поврзани со ветувањето кој Бог го дава за вечниот живот. Клучниот збор е тука: секој кој верува во Исус Христос има вечен живот.
има. Значи тоа значи сегашно, сега, знаеш дека имаш вечен живот и тоа е трајно за секогаш. Да. Твоето име е запишано во книгата на животот. Да. И сега стигнавме до заклучокот, па сакам да го прашам Никола, поврзано со темата за Божите ветувања, како некој заклучок што може да го споделиме со гледачите. Да, интересно, за последното сакав да споделам нешто мислење што кога го прати Димитар стихот, на последното ќе му вели Исус на жената, ќе му речи, ќе му каже дека тој воскресението и животот и после се прашува веруваш ли во ова? И не само што како што спомнати се диригира тоа прашање кон жената, туку и кон сите нас другите, тоа Исус не го мисли, според мене како што го разбирам, тоа прашање го мисли како го прашува ради тоа што на самиот Господ Исус Христос му зависи нашето мислење, нашето верување, односно сваќање на сериозно на таа негова порака, на таа негова вест што има за нас, дека тој воскресението и животот. И кога ќе праша дали веруваш во тоа, кога ќе не праша, не само таа жена, кога ќе не праша општо тоа прашање, не го мислили како дали веруваш во таа лага или тоа безумство што го кажувам, туку со искреност, со на некој начин загриженост и испитување кон нас, луѓето, не прашува дали верува во тоа бидејќи му значи него за неговите сознанија, дали веруваат во тоа во што навистина веруваат, односно во неговото ветување, дека тоа е воскресението и животот и секој кој верува во него да умре, ќе живее, односно нема да умре. И тоа ми беше интересно да ми пана така во очи да кажам дека тој го прашува тоа не само ради тоа што да се осигура во тоа што верува жената или ние, да се осигура во што веруваме, да не праша уште да се запрашаме, да не поттекни да се запрашаме ние во што веруваме, туку и да ни каже, да не потврди, да не утврди дека тоа што го прашува тој, односно таа информација, тоа што го има тој за нас, односно верата во него, дека тоа го има тој за нас, да го препорача, дека е нешто многу сериозно, дека тоа нас не значи вечен живот. Со тоа прашање, Исусот кога ја кажува таа информација, таа вест на таа жена, за тоа го прашува понатаму тоа прашање, дали веруваш во тоа? Дека му е битно него, дали веруваме ние, неговите создани, дали ние луѓето веруваме во тоа или не, со тоа прашање што Исус Христос го поставува. А во врска со, како мал заклучок, во врска со ветувањата, пак ми е интересно да дојдам, пак ми паѓа тоа во очи, да дојдам на темата, односно на споредбата, нашите ветувања, нашите, како што читаш и на почетокот, нашето да биде да и нашето не да биде не, дали тоа на вистина така го правиме, како што Христос ни дава совети, како што Христос ни заповеда, односно како што тој самиот е пример на совршено чување на она што го вети, односно исполнување на она што ќе го вети, дури и да е ветувањето да трае 700 години, по 700 години да го исполниш едно најголемите ветувања во, ако не најголемото ветување во историјата на човештвото, што значи за нас кога ќе ветиме на некој нешто или кога ќе се заветиме со некој или ќе се заколниме со други зборови. Пак доаѓа до таа споредба дека и гледање, угледување на Господ, дека тоа што тој го ветува, го исполнува и е верен на тоа, макар и пак е спомнам 700 години тоа да трае, тој факт е дека ќе остане верен, а прашањето кај нас е дали ние остануваме на тоа што ќе го ветиме верни и дали ние тоа што ќе го ветиме, сакаме да го испорачаме, дали ќе го исполниме, односно ќе го задржиме, дали нашиот збор има вредност, како што зборот пред се, Божиот збор што е самиот Бог, да држи, како што и тој има вредност. Тоа треба да се запрашаме секој и да видиме да споредиме со ветувањата кои се за секој еден кој верува во Господ, кои се, фаламе на Господ, бесконечни, многу се безбројни и кога ќе видиме дека Господ навистина е тој што
треба да му се довериме и тоа што треба да веруваме според тие ветувања што ги дава, без разлика на нивната должина, нивната големина, најважно е дека тој ги исполнува на ваков начин или таков, што тој го знае. Тоа беше тоа што сакам да го споменам. Фала, Никола. Да, Бог има големи и возвишени ветувања за оние кои веруваат во Него. Неголемото ветување е вечниот живот и заедништвото со Него. Поминување, не може да се каже поминување на вечноста со Него, бидејќи вечноста трае бесконечно, нема крај, така да се биде со Него во вечноста. Со Него и со светите, со оние кои веруваат во Него. Тоа е нешто прекрасно. Тоа е нешто возвишено. Надвор од оваа реалност. Зошто би рекол надвор од оваа реалност? Надвор од овој материјален свет. Но, тоа го вети Господ и тоа ќе биде. Ќе имаме ново небо, нова земја, во која ќе живееме заедно со Него. Прекрасно нешто. Исто така, Бог има и ветувања и за животот на оваа земја. Тие ги поминавме. Тој ни ветува мир, радост, поддршка, утеха и се што ни е потребно за побожен живот тука на земјата. Знаеме дека никогаш нема да не остави. Дека каде и да одиме, тој ќе дојде со нас. Тој е со нас. Сега едно прашање искрено до оние што не гледаат. Дали на вистина вие сте поверувале во Исус Христос и сте ги искусиле Божите ветувања? Доколку се уште не сте ставиле вашата вера во Исус Христос, тогаш денес е денот на спасението, како што кажува Светото Писмо. Ве молиме, уште еднаш, тоа да го направите веднаш. Да го повикате Господ Исус Христос. Да побарате прошка од Него за вашите гревови и да ја прифатите со вера Неговата жртва на крстот. Дека Тој умре на крстот за да ги плати сите ваши гревови. Тоа е откупот за вашите гревови. И ако навистина тоа го направите, се покаете за вашите гревови, ги признаете гревовите и поверувате дека Исус Христос ги плати сите ваши гревови на крстот, беше погребан и воскресна, тогаш Бог ветува дека вашите гревови се простени и вие имате вечен живот. Денес е денот на спасението. И како што пишува во Дела апостолски, 2 глава 21 стих, и тогаш секој што ќе го повика името Господово ќе се спаси. Денес е денот кога треба да го повикате Господ Исус Христос. Обратете се кон Него со молитва. Побарајте прошка за вашите гревови. Бог ветува дека секој што верува во Исус Христос има вечен живот. Тоа е оно што го ветува Бог, тоа е оно што е запишано во Светото Писмо. Тоа е оно што сакавме да го испратиме како порака до вас. Ви благодариме што ја гледавте оваа епизода. Ви посакуваме многу Божји благослови и се гледаме во наредна епизода. Поздрав и Божји благослов. Чао, чао.